Ученици од основно, средношколци, дечињата од детската градинка Димче Мирчев денеска засадија голем број дрва на мирот. Станува збор за одбележување на Светскиот ден на мирот 21 септември. Акцијата се одбележува во повеќе од 120 држави и над 5000 установи. Дрва се садеа во сите објекти на градинката, со што самите дечиња ја потенцира важноста на дрвата и шумите. Во сите 6 објекти, односно во 7 објекти, оној кој што е во други просторни услови во градско, сите учествуваат денес на засадување и разубавување на дворните површини. Во засадувањето на дрвата патем ни помогнаа Македонски шуми со тоа што ни набавија садници, а учествуваат децата на возраст од 4 до 6 години. Тоа се некаде околу 500 деца на ниво на установа. Другите дечиња учествуваат со различен тип на активности посветени на животната средина и на природата и на мирот. Се разговараше во секоја од групите за значењето на мирот, пренесувањето на пораката преку изработка на цртежи, преку најразличен друг тип на активности и изработки. И учениците од Васил Главинов денеска ја поддржаа акцијата. Садеа садници во училишниот двор, а собраа и големи количини на хартија која ја предадоа на рециклирање. Значи, вклучени се сите ученици, сите наставници. Исто така имаме и предавање во делот на Светскиот ден на мирот, кој што денес е прочитано на класните часови, така да го ценат и почитуваат мирот, затоа што сите деца, верувам и им посакувам да живеат и растат во мир. Средношколците сместени во ученичкиот дом денеска во насока да го одбранат епитетот екоинституција, денеска садеа борови во дворот. И ние како и останатите 5000 училишта, 120 земји од целиот свет, се вклучивме во акцијата Засади дрво за мир. Значи, со денешната акција ние го поддржуваме се приклучуваме кон Светскиот ден на мирот, 21 септември. И со тоа, значи, ја зголемуваме и свесноста на учениците за заштита на животната средина. Акцијата на садење дрва за создавање на одржлива иднина во светски рамки по 10 пати ја спроведува интернационалната програма Учење за шумите на Фондацијата за еколошка едукација и програмата ЕХО.